Министерот за внатрешни работи најави дека бројката ќе расте. Даниел Василев ги има овие детали. Даниел, што вели министерот за внатрешни? Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски имаше една пресконференција некаде предпладне на која што кажа дека 22 тројца веќе имаат статус на осомничени и практично ги кажа сите оние информации од вчерашниот ден. Според министерот за внатрешни работи приведени се 13 луѓе, 11 од нив добиле краткотраен 48 часовен притвор. Инаку ова е мерка која што се користи во тешки и сложени процеси и предмети со цел да им се даде доволно време на истражните органи за да можат да ги приберат сите докази кои што им се потребни за понатаму. Меѓу приведените има луѓе кои што биле директно инволвирани додека траел концертот на групата ДНК во Кочани, а за тоа кои се приведени слушаме токму од него. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полиска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, едно лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. Цаци, с оглед на тоа што не успеав да ја слушнам изјавата на државниот јавен обвинител, само да кажам дека барем на претходната пресконференција на министерот Тошковски, тој кажа дека веќе поранешниот градоначалник на општина Кочани не е помеѓу осомничените за овој трагичен настан. Инаку завршен е увидот на лице место, констатирани се низа неправилности, а според она што го кажа Тошковски, самиот концерт бил одржан на диво со оглед на тоа што немало никаков писмен договор помеѓу организаторите и помеѓу групата ДНК која што вечерта настапуваше во дискотеката Пулс. Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано бил одржан на диво, бидејќи немало договор писмен помеѓу организаторот и изведувачите. Одговорност за сите кои што директно или индиректно биле инволвирани во целиот овој трагичен случај ќе има, барем вакви се уверувањата и од министерот Тошковски, меѓутоа и од премиерот Христијан Мицкоски, кој кажа дека сите оние кои што се огрешиле ќе бидат извадени од дома, дури ќе бидат извлечени за уши. Да погледнеме неговата изјава. Ќе одговарате сите кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома за ушти ќе ги вади. Ова треба да го знаат. Најавите на министерот за внатрешни работи се дека во текот на денот можни се и нови приведувања на оние кои што се на листата на осомничени, така што такви информации ќе чекаме во текот на денот, секако ќе известиме јавноста доколку добиеме информација од Министерството за внатрешни работи.